И покрај неправилностите во проектната документација на автопатот Кичево-Охрица работи со полна пареа. Околу 1400 работници на целата делница работат денонокна со цел што побрзо да ги финишираат активностите на одредени точки, а да започнат исправките на косините и усеците како неголема грешка во проектирањето. Од почетокот досега за автопатот потрошени се околу 226 милиони евра. Успеваме да работиме, да се прават и добри реализации. Се надевам дека скоро ќе бидат надминати овие пречки. Верувам дека во соработка со владата, со Синохидро ќе постигнеме согласност да се тече во најдобар ред и да се надминат сите пропусти што се направени. Најинтензивно се работи на изградбата на големиот тунел. Таму неуморно работат околу 280 работници на Синохидро во 3 смени, а останати се уште 1140 метри за пробивање. Со проектот беше предвидена 3-4 класа на материјал, меѓутоа се појавува и 6-та, каде што треба дополнително подпирање цевен, како се вика штет, и тоа ја бави. Сосема друг материјал на земја се појавува каде што се бушат тунелите и поради тоа целиот проект ќе биде финансиски оптеретен. И покрај големите пропусти, подизведувачите успеале да асфалтираат околу 8 километри од делницата, најголем дел во општина Дебрца. Надзорот вели дека за асфалтирање ќе останат само оние делови каде пречките се уште ги има, а во голем дел се поради недостигот на клучки. Со новиот проект се предвидени 9 нови. Повеќето клучки уствари тука ќе бидат, две се на една Кнежино и една Извор, останатите 7 ќе бидат на 3-та, 4-та и на 5-та поделница. Надзорот вели дека крајниот рок за изградба на автопатот ќе се знае кога ќе почне да се гради вијадуктот пред Кичево, а до тогаш има доста работа. Се очекува сегашните рокови да бидат продолжени со нов договор како и кај автопатот Миладиновци-Штип, откако владата на вчерашната седница одлучи да го прифати текстот на анексот кон договорот за продолжување на роковите за изградба на оваа делница.